Да, Елена, се уште трае протестот за поддршка на телевизија Нова пред специјалното јавно обвинителство. Како што кажав и пред малку во претходното вклучување, се собираат граѓани, колеги од повеќето медиуми, секако и представници на боšnjačката заедница. Меѓутоа, спомена и ти, јас успеав да обезбедам соговорник. Тука денес поддршка за телевизија Нова пред СЈО дојде да даде Виктор Грозданов, поранешен директор на Канал 5 телевизија и секако поранешен прв човек на Агенцијата за приватни медиуми. Па веднаш ќе преминам на разговорот. Грозданов, денес дојдовте да дадете поддршка за телевизија Нова, секако и против политичкиот прогон на собственикот Сејат Кочан. Како ги толкувате според вас последните случувања и притисоците со кои што се соочува телевизија Нова? Прво, навистина, сакам да ви дам јавна поддршка за да обстоите во овие моменти кои што ви ги наметнува специјалното јавно обвинителство со обвинение кон Сејат Кочан, каде што веќе не само оние кои што се занимаваат со истражувачко новинарство од аспект на финансирани од Соросоидните канали, дека има и други луѓе кои што се занимаваат со истражувачко новинарство и информациите се дека обвинението е повеќе од тенко и дека не е баш така како што кажува дека е направен толку сериозен криминал. Меѓутоа тоа накнадно ќе го информираме. Она што се случува во моментот, нападот врз Сејат Кочан е напад врз ТВ Нова, не е воопшто случаен, бидејќи специјалното јавно обвинителство на повеќе наврати се покажа како политички инструмент на политичката партија Социјалдемократски сојуз на Македонија и мислам дека со нападот врз ТВ Нова, кој што во последнава година дена се покажа како да етаблиран медиум кој што се е стриктно информативен медиум и кој што во многу критични моменти на кои што се случија во овие последни година дена се покажа многу квалитетен и многу професионален, дека сака да им отворат простор на една конкурентска ваша телевизија, каде што на големо се збори дека братот на Зоран Заев е сериозен финансиер во истата таа телевизија, се вика ТВ24 Вести, така да она што можам да го кажем е нека престанат овие хајки врз газди, врз професионални медиуми. Новинарството стварно не е криминал и да ги оставиме луѓето да си работат. И во 24 Вести и нормално пред се во ТВ Нова, која што ќе се соочи со сериозен финансиски импакт, бидејќи на пазарот вие се уште не сте етаблирани и дека Сејат Кочан директно го финансира медиумот и тоа ако финансираш медиум не е криминал, туку е само благосостојба во оваа држава и само може да биде богатство во новинарството. Телевизија Нова изминатава година се етаблираше како сериозен медиум, постигнавме висок рейтинг, известувавме од многу значајни дестинации во Македонија, но и низ светот. Гледате каква позадина, односно дали постои политичка позадина во сето ова со цел за да се наштети на угледот врз телевизија Нова и како што веќе се гледа политички прогон на собственикот, меѓутоа и притисоци од страна на специјалното јавно обвинителство. Кому и зошто му пречи работата на телевизија Нова? Значи, нормално дека политички прогон. Значи, еве, ако дојде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во ситуација да создаде влада, оние чувствуваат ТВ Нова како опозицијски медиум и сето оно што го збореа дека ќе направат слобода на медиумите, дека ќе остават слободно да работат, дека очигледно паѓа во вода, значи не само со вашиот случај, со други случаи кои што нема да ги коментирам бидејќи не е во ред. Значи, едноставно сака да ве трнат и вистината да кажуваат само оние со кои што они директно соработуваат, бидејќи нивниот лидер јавно обзнани, значи кои све се непријатели, значи освен политичката партија ВМРО-ДПМН и незините коалициони партнери, значи дека главни непријатели се медиумите. Значи тоа нема никаква допирна точка со тоа што го кажува, дека ќе дојде животот во Република Македонија ако го нападнете собственикот на една веќе етаблирана телевизија ТВ Нова и која што нормално ќе се етаблира се повеќе и повеќе, која што со сериозен информативен пристап загрозува некој друг каде што најверојатно они финансирале. Грозданов, ви благодарам за овој разговор.